председателка на Државната комисија за спречување на корупција. Ова е местото каде што треба да седне Државната комисија за спречување на корупција и членовите на владата, затоа зашто политичката волја во борбата против корупцијата е клучна за незината успешност. Во текот на мојата професионална кариера, јас ја имав таа можност и обврска да ги поминам сите обуки за имплементација на Sarbanes-Oxley актот и на Foreign Corrupt Practice актот, кои што се врвни легислативи во борбата против корупцијата, и сосема ми е јасно каде треба да стигнеме после процесот на спроведување на сите реформи во областа на борбата против корупцијата. Дали сме близко? Не, многу сме далеко. Затоа зашто кога сте биле и работеле во услови каде што тие врвни легислативи се почитуваат и кога ќе се вратите во условите кои што сега ги имаме, пред нас имаме многу работа. Таа работа зависи од посветеноста прво на сите одговорни политички ресори во државата и во одговорноста на сите професионални, функционални ресори во државата. Тоа не е еднократен акт на дејство, тоа е воспоставување на систем каде што луѓе со високи етички и морални вредности ќе бидат дел од раководење со сите институции. Тоа не го спомнувам случајно, затоа зашто оние институции и организации, без разлика на нивната независност, кои што се најмногу изложени на можноста за корупција, вообичаено со текот на времето, доколку нема добра легислатива и доколку легислативата добро не се спроведува, стануваат и најотпорни на притисок. Колку повеќе притисок имаат, тие се толку поотпорни на тој притисок и продолжуваат на начинот на кој што работеле до денот кога кај нив се прави одредена контрола. За да тоа се промени, мора заедно со партнерите кои што имаат ресурси, кои што имаат знаење, да работиме сите заедно и да дадеме многу напор, бидејќи треба многу работа, треба многу труд и треба многу посветеност за да се направи 1 милиметар исчекор во оваа област. Меѓутоа, тој милиметар исчекор, сите граѓани ќе го препознаат, ќе го почитуваат и сите заедно ќе направиме подобро општество за живење на граѓаните и подобри услови за работење на компаниите во државата. Од тука сакам да го поздравам и почитуваниот заменик шеф на делегацијата на Европската Унија, господинот Васало, почитуваниот главен извршен директор на Transparency International на Ирска, Џон Дејвид, почитуваниот председател на Комисијата за спречување на корупција на Словенија, Грегор Пиријавец, заменик председателката на владата, Славица Грковска, останатите министри, директори на институции, заменици директори на институции, членови на Државната комисија за спречување на корупцијата и колегите кои што овозможија технички овој состанок да се одржи. Почитувани гости и учесници на оваа тркалезна маса на тема култура на интегритет, пат до успех во борбата против корупцијата. Дозволете ми да ви посакам најпрво добре дојде во владата на Република Северна Македонија и да посакам успешен ден и успешна работа на оваа тркалезна маса. Од овој клучен состав на експерти и креатори на политики врзани со борбата против корупцијата очекувам продлабочена дебата и препораки кои ќе ни бидат од исклучителна полза за еден од нашите врвни приоритети, а тоа е спречување и борба против корупцијата. Корупцијата на сите нивоа е една од најподмолните закани за општеството и за сите граѓани. Општеството, институциите, особено оние институции и поединци кои се најодговорни и најповикани, мораат да ги препознаат, спречат и казнат сите форми на корупција. Ние сме држава во која што постои сомнеш дека фирма која што не постои добила 90 тендери. Замислите да постоела колку ќе добила. И тоа мора да се искорени. Ако за тоа нема волја и ако тие механизми се попречени на било кој начин, оваа општествена болест ќе ги опфати сите витални делови на заедницата и ќе го спречи низиниот развој. Нашата заложба е креирање општество во кое инсистираме на еднаков пристап до правдата, ефикасно владење на правото на сите нивоа, како и транспарентни, ефективни и одговорни институции.
Од досегашното искуство, но и согласно препораките, ние мора без одлагање да ги удвоиме напорите за препознавање, спречување и решавање на коруптивните действија кои создадоа ситуации на расширена перцепција за корупција. Од една страна, заедничкиот чекор кој треба да го направиме е да се спротивставиме на создавање на амбиент каде кој било да се почувствува привилегиран. Од друга страна пак, наша задача е да создадеме услови во кои ќе се осигураме дека правдата и казната за дела од корупција нема да заобиколат никој. Ние не смееме да изградиме општество во кое што честните се сметаат за наивни, а нечестните се сметаат за снаодливи. Остварувањето на оваа цел, која е идентична со целта на граѓаните на Република Северна Македонија, ќе се оствари со заложба на владата и нејзините политики и стратегии за борба против корупцијата. Ист таков пристап очекуваме и од народните избраници во парламентот, како и од сите функционери во извршната и во судската власт. Да се отстрани корупцијата во сите нејзини форми и во сите структури на општеството. За да го постигнеме тоа, мора да се обезбеди одговорно, инклузивно и транспарентно носење на одлуките на сите нивоа. Да се развијат ефективни, одговорни и транспарентни институции и да бидеме единствени и заедно во бескомпромисната борба против корупцијата и криминалот на сите нивоа. Тоа треба да биде наш заеднички влог за оправдување на довербата што ни ја дадоа граѓаните, затоа што во нашите изборни програми борбата против корупцијата има видно место. Минатата година извештајот на ГРЕКО за Република Северна Македонија со препораките од петтиот круг на евалуација на тема превенција од корупција и промовирање на интегритетот на централната власт нотираше напредок во делот на препораките за борба против корупцијата. Тоа е показател за јасно изразена политичка волја за спречување и крајно искоренување на корупцијата. Во извештајот позитивно е оценето донесувањето на новиот кодекс за етичко однесување, а особено е потенцирано дека се постапува согласно со кодексот, односно дека веќе нема случаи на неразрешени функционери. Беше поздравено и тоа што транспарентно се објавени имињата и висините на приходите на сите советници во владата и министерствата на нивните веб страници. Она што е мощно значено е дека ГРЕКО потврди дека владата обезбедила значителни финансиски, материјални и човечки ресурси за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата. Во меѓувреме беше решено и просторното сместување на комисијата во современ објект за непречено извршување на нивната исклучително важна работа. За оваа влада секоја пристигната иницијатива од Државната комисија за спречување на корупцијата внимателно и детално се разгледува и се постапува по истите. Во целиот процес на борбата против корупцијата, исклучително важна е соработката со сите надлежни антикорупцијски институции, со независните тела, невладиниот сектор и бизнис заедницата. Како влада имаме комплетна насоченост и почитување кон сите независни тела во државата, а пред се кон Државната комисија за спречување на корупцијата, како една од клучните институции за откривање и спречување на корупцијата. Имаме закон за заштита на окажувачите, но она што имаме силна определба да го направиме е да го усовршиме функционирањето на системот на окажувачите, за да го извлечеме максималните можности од законските можности. Сите органи на државната управа, самостојните органи, управните организации и единици на локална самоуправа ќе треба да назначат овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување, кој ќе работи според многу јасен протокол за заштита на свиркачите. Со законот се офатени сите мерки за заштита на окажувачите, но со дополнителни подзаконски акти ќе ја зајакнеме сигурноста и заштитата на овие граѓани, за да охрабриме поголем број граѓани да се осмелат и безбедно да учествуваат во борбата против корупцијата како наша заедничка борба. Согласно препораките на ГРЕКО, во напредна фаза е дигитализацијата на судовите и обвинителството. Успешно се исполнети препораките за јавно објавување на сите представки и предлози покренати за дисциплинска и кривична одговорност на полициските службеници. Назначени се посебни лица за интегритет во рамки на МВР. Континуирано се спроведуваат обуки на сите политички службеници во врска со јакнењето на нивниот интегритет и спречување на конфликтот на интереси. Министерството за внатрешни работи го дополни и етичкиот кодекс на полициските службеници, со што сега се регулирани прашањата за конфликт на интереси, решавање на случаи на корупција и примањето дарови од страна на полициските службеници. Борбата против корупцијата е процес за кој што ни треба единство. Ни треба соработка и придонес од секого. Затоа, уште повеќе ќе ја закнеме координацијата меѓу надлежните институции,
министерствата, независните институции, како што се Државната комисија за спречување на корупцијата и судовите, невладиниот и приватниот сектор. Само така, безкомпромисната борба против корупцијата и криминалот на сите нивоа ќе дадат резултати. Тоа е нашиот влог за довербата што ни ја дадоа граѓаните. Секој да го дадеме собствениот придонес, корупцијата да стане приказна од минатото. Нула толеранција за корупцијата, за општество еднакво за сите. Ви благодарам.